Здраво! Го гледате подкастот "Каде се парите" со мене Горан Теменугов. Во оваа епизода посветуваме простор на една индустрија која што беше долго време на исклучително лош глас, а тоа е така наречена индустријата на брзи кредити, но во суштина тоа се финансиски друштва кои што даваат пари на граѓаните. Долго време ова предизвикуваше голем интерес во јавноста и голема дел од времето беа прилично на негативно мислење, нивното работење. Но веќе една година, нешто помалце од една година, има некои нови правила кои што треба да го регулираат овој сектор и да донесат поголема контрола. Денеска ќе зборуваме за таа контрола, дали вродува со плод и што е разликата во суштина од претходно што се случуваше пред една година и сега што се случува, и сите оние информации што се интересни за тие што не гледаат, како да кога ќе земаат пари, што треба да посветат внимание, што да очекуваат, има ли скриени трошоци, нема ли скриени трошоци, но исто така ќе зборуваме за целата индустрија, односно што се состои таа индустрија самата во себе, што содржи. Најчесто кога зборувам за цели индустрии, сакам да ги земам председателите на коморите или на групациите на тие индустрии. Во оваа емисија ќе го земам вториот човек на групацијата на небанкарски финансиски друштва, но зошто е мотивот да ја повикам денешната гостинка е затоа што е и представник на единствената вистинска финтек компанија во Македонија. Тоа е финансиско-технолошка компанија која што генерално во светски рамки многу е веќе тој подем на тие финтек друштва, финансиски друштва се развиваат, додека во Македонија зборуваме само за едно, а овие брзи кредити условно кажано постојат долго време на овие простори. Гостинката да не должам да ја представам, тоа е Билјана Мишиќ, открив сега дека сте со Ш, не со Ч, добро, од ЮТ Македонија. Значи ова не е емисија каде што ќе се напаѓаме, но и нема да ве правдаме за тоа што се случувало, ова е еден отворен разговор, еден кај што нема да има ракавици, ќе зборуваме за се што се случувало и за се што во моментов се случува, но први едно нешто што сакам да ве прашам, зошто се лутите кога ќе кажеме брзи кредити? Не, едноставно тој збор сакате да го одбегнете. Најнапред, Горан, ви благодарам на поканата. Во однос на првото прашање, брза и технологијата не е кредитот брз. Таа е разликата. Така, и како сакате да ги викаме овие брзи кредити што во јавноста се... Тие се класични потрошувачки кредити кои што може да се земат од било која банка и било кое финансиско друштво. Така, зборуваме дали е исто или дали има разлика, но е нешто што се случува во индустријата и што сакам да ве знам, да ве прашам, зошто вие како ЮТ не го сменивте името, бидејќи тренд е во последно време имињата на компаниите од овие финансиски друштва да се менуваат. Зошто вие не го сменивте? Да. Се работи за естонска групација која што повеќе од 17 години екзистира на пазарите и ние сме присталици на теоријата дека секогаш треба брендот да е тој кој што се гради, кој што ќе стои позади вас. И за да бидете свој на своето, едноставно треба да го задржите брендот и да сте конзистентни на истиот и да ги спроведувате рамките и политиките во рамките на брендот и да го зајакнувате брендот и да го јакнете брендот и брендот да биде тој кој што ја продава вашата приказна. Да, но како што реков, долго време целата индустрија е на лош глас, па не види дојде во еден момент желба да смените за да се заскриете од минатото, па да продолжите како нешто ново. Да. Од нашите анализи на пазарот, друштвата кои што влегуваат под различни називи се во принцип водени од мотивот да пристапат до различни таргет групи. Ние таргет групите кои што ги имаме зацелено ги таргетираме и ги насочуваме преку нашата единствена компанија во земјата, така што не сме се соочиле со потребата да го менуваме брендот, секако сме се соочиле со потребата да влегуваме во бизниси кои што го надополнуваат работењето, како што се осигурителниот брокер, како што се платежните услуги, нешто што допрва ќе дојде на пазарот, меѓутоа не
и во дејноста која што ја работиме, да влегуваме под различни брендови, под различни називи. Да, едно во јавноста има баш една забелешка дека ова е сектор каде што компаниите, финансиските друштва многу често го менуваат името, но добро, вие не сте го смениле, бидејќи странски капитал е кај вас во позадина, вие сте странска компанија. Компанија, како што реков, финтек, но за тоа ќе зборуваме да објасниме што е финтек, бидејќи ни се провлекува во подкастиве таа индустрија, спомнуваат како нешто што треба да се развива во Македонија. Дури владеачката партија, односно ВМРО-ДПМН, во пред изборите, точно пред една година, во оваа студио, тогашниот претендент за премиера, сега премиер, кој што беше минатата епизода тука, најави дека една од целите на ВМРО-ДПМН е да се развива финтек индустријата, бидејќи тоа е светски тренд, но ќе зборуваме за тој тренд, бидејќи еве и мене релативно не ми е јасно, иако следам и банкарство, и монетарна политика, и фискална, но не сум и ни ја толку многу упатен во сето ова, па ќе објасниме, но ајде она што е у суштина целта на овој подкаст е она што нас како граѓани сите не тревожеше долго време, а тоа е лошиот глас на индустријата. Зошто на лош глас толку индустријата, ама отворено да зборуваме, зошто дојдовте на толку лош глас како индустрија? Историски земено во предвид, зборувам за историски пред 2022 година, пред промените во Законот за финансиски друштва, од капата на Министерството за финансии, постоја полиберални услови за функционирање на дејноста. Дејноста беше во основање, како што движеше развојот на бизнисот, индустријата во континуитет се дорегулираше да стигнеме до степенот кога минатата година се направи една многу добра рамка која што постави вистински правила на игра. игра. Зборуваме за рамката, мене ме интересира за сега што е тоа што придонесе вие да бидете на толку лош глас. Мислам за индустријата зборувам. Да. Во рамките на се оно што се случувало пред 2022 година, јас доаѓам од многу високо регулирана индустрија, 18 години бев дел од банкарскиот сектор и од таа перспектива сум ја следела ситуацијата во тоа време. Се соочија не само финансиските друштва, туку и банките и телеком индустријата и сите останати услужни дејности со еден бран на фалсификати кои што беа злоупотребени од страна на поединци и кои што беа искористени за да се добие одредена материјална корист на поединци. Во сето тоа не бевме изземени ни ние, како и целата плејада на индустрии, каде што постоеше платформа која што овозможуваше да биде злоупотребен документ за лична идентификација и да средствата има обид да се извлечат од финансиско друштво. Ние како финансиско друштво, како го воочивме тој проблем и за истото имаме пријавено преку 50 случаи каде што има обид за злоупотреба на личен документ и обид за фалсификување на документ за вработеност. Така, тоа е она што доаѓаме, овде станува збор за криминал, но генерално не беше само измамите што придонесоа веројатно за тој лош глас, бидејќи изборуваме регулацијата е од 2024 година, значи она е со правилникот. Почнува почетокот на регулацијата, но правилникот мислам со стапување е минатата година во јуни стапи на сила, но што се случуваше, некако се добиваше впечаток дека не сте регулирани. А каде што нема јасна регулација, имаме, ајде да кажеме условно кажано, малци и послободно, ајде и каубојско однесување на одредени чинители во целиот бизнис. Не можеме да кажеме сите во индустријата дека сте такви, дека биле такви, но едноставно имало некои што таа нерегулираност наоѓале начини како да ја злоупотребат и да си доведат во позиција дел од граѓаните во незавидна позиција во однос на изложеноста кон овие финансиски друштва. Што откривте? Што се случуваше пред посилната регулација, пред овој правилник што е донесен, што стапи на сила минатата година? Апсолутно е така и не само во поглед на делот со злоупотреба на документацијата, каде што финансиските друштва се, ајде така да кажеме, и жртвите во целиот тој синџир, каде што материјалната штета ја сносуваат на свој грб. Дополнително, она што беше
ајде да кажеме, спорна во поглед на задолжувањето, беше начинот на кој што не беше регулиран степенот на задолженост на клиентите. Што значи тоа? Ајде да објасниме Тоа што не беше значи регулирано. дека финансиските друштва беше оставено на своја иницијатива одреда до кој степен може да го задолжат клиентот. Не беше донесена рамка која што утврдува до кој степен одреден клиент може да се задолжи. Што, еве како, на пример, јас имам кредит во банка, банката мене ме ги пресметува приходите, пресметува мојата изложеност кон други фирми, други банки, други финансиски друштва, банкарски и небанкарски, и мене ме вика врз основа на приходите, вие може да се задолжите толку и толку, Така. и тука завршува приказната колку можеме да ви дадеме кредит, односно колка е ратичката, врз основа на тоа колку може и максималниот кредит. Така. Тоа е во банкарскиот регулиран Така. сектор. Како беше во Тоа овој? е тоа што се регулира минатата година во нашата А пред тоа како беше? При тоа беше оставено на индивидуалната проценка на политиката на друштвото и на апетитот на превземање на ризик на друштвото. Што значи? Значи можеше да оди по 100%, 200% можеше да оди, на пример, задолжувањето на поединец? Можам да зборувам за кај нас. Не, генерално, не зборуваме Да, сега индивидуално. да. Сега, зошто зборуваме за лошиот глас на индустријата, што Теоретски- придонесе сите да влезете? Теоретски постоеше простор, меѓутоа ако вие како финансиско друштво предприемнички размислувате. Така. Не е во ваш интерес, затоа што сепак на крајот на денот сакате да остварите профит. Не е во ваш интерес да презадлужувате затоа што не е еднократно задолжувањето. Задолжувањето треба да се сервисира. Така. Се доколку вие превземате поголем ризик од оној кој што можете да го сносите, се дотолку се изложувате на потенцијални големи загуби кои што не ви носат долгорочност. Така, но тоа беше не се водеше во суштина, немаше законска регулатива која што ќе ограничи да колку ќе се изложи лицето кон одредено финансиско друштво, односно можеше да се оди да бидам задолжен, на пример, еве ја како Горан да бидам задолжен 200%, односно 2 мои плати да бидат потребни за да го сервисирам долгот, на пример, кон некое финансиско друштво. Банката тоа законски не можеше, но овде теоретски рековте дека Теоретски имало историски простор за презадолжување. презадолжување. Да. Тоа е, мислам дека тука се направил тоа лошиот глас што беше целата индустрија, бидејќи некои, како што рековме, во секоја професија има некои што совесно си работат, некои несовесно си работат, и врз основа на тие несовесни се гради впечатокот за целата индустрија. Тоа го имаме кај нас во новинарството, го има во секој бизнис и сето тоа. Несовесните користат за некоја брза заработка или да нешто да направат некоја скаламуција и сето тоа. Добро, значи тоа е една од причините зошто во суштина се дојде до лош глас. Исто така, некако се добија впечаток дека во тоа време прелесно можеше да се отвори вакво финансиско друштво. Значи дали беше и тоа еден од причините зошто така никна, што се вика како печевки после дожд? Да, минимум потребен капитал за основање на друштво беше 100.000 евра, кои што може да бидат и позајмени средства. Не мораше да биде сопствен капитал на основачите на друштвото. Да сито тоа со новата законска регулатива се зголеми за 5кратно, односно пола милион евра сопствен капитал. Веќе не може со позајмени средства да основате друштво. Значи, што можеме да направиме, значи, пред да стапи на сила новиот правилник, односно новите правила, значи, ние еве овде во оваа просторија сме тројца, ние можевме по 33.000 евра да позајмиме од некаде, да се здружиме и да формираме финансиско друштво. Тоа можеше да се направи. Тоа можеше да се случи и тоа гледавме дека историски наназад се случува до воведувањето на новата рамка. Значи тоа и сега тоа не може да се Не, апсолутно. Сега веќе тоа веќе е регулирано. Сопствени средства на инвеститорите. Сега останува уште еден како проблем што се лоцираше во тоа време, рековме изложеноста колку е на граѓанинот, значи во банкарскиот сектор сега го споредуваме високо регулиран еден сектор со еден до сега до пред една година нерегулиран сектор, мораме да правиме дистинкции за да не ги помешаме периодите. Зборувавме за изложеноста колку може граѓанинот, односно дека некој не водел доволно сметка, си дозволувал такви пошпекулативно однос кон клиентите. Но исто така, што беше со каматната стапка, каматите што се плаќа, дали беа регулирани во тој период? Плафонот на каматната стапка
се регулира исто така, еден од бенефитите на новиот закон е што се регулира со новиот закон кој што е од 2022. Веќе не е од новиот правилник од минатата година, туку од 2022 година. Веќе постои стрикна рамка во која линија и на кој плафон се ограничени трошоците кои што друштвото може да претходно не беа ограничени. Претходно можеше да се оди со камати многу повеќе. Видете, се работи сепак за конкурентна дејност и беа многу повеќе друштва, во одреден период дури над 35 друштва беа на пазарот и секако дека е понуда и побарувачка во прашање, се доколку понудата ја абсорбира побарувачката, се дотогаш се воделе од одредени ценовници кои што во тој период биле актуелни. Зошто имаше толку побарувачка во еден период? Направите ли анализа? Вие, рековме, вие сте странска компанија, вие сте финтек компанија и вие сериозно настапувате на пазарот. Онаа кога го подготвувавме подкастов, онаа што го презентиравте, јас бев фрапиран, морам да кажам позитивно, од тоа што стои во позадина, каква технологија стои, што сето тоа, и тоа за тоа ќе зборуваме, но сакам да се вратам на се во овој наплив, каде што имаше букна понудата врз основа на побарувачката. Имате ли анализи зошто толку граѓаните сакаат тие условно кажано брзи кредити што ние ги викаме граѓаните, вие што ги викате потрошувачки, и така ќе се служиме понатамо како потрошувачки, но уште да ја детектираме состојбата што се случуваше во минатото, зошто имаше толку голем наплив на побарување и толку голема понуда? Лоциравте ли што е проблемот, бидејќи како што кажав, вие анализирате буквално се? Да. Што е многу и што е малку е многу релативно. Така, добро, окей. Кога ќе го изразиме во бројка и во однос на нешто, тогаш веќе добиваме комплетна слика за тоа дали е многу или малку. Финансирањето во дејноста никогаш не било повеќе од 1 до 2% од вкупното финансирање на ниво на комбинирано финансиска индустрија на банки и финансиски друштва. Да, тоа ќе зборуваме за тој податок, но имаше голем раст на пример еден период и после падна. Кога почнувате од нула, првите друштва, знаете, активно почнуваат да работат во 2014 година. Кога почнувате од нула, тие 20 или 30% кои што се годишен раст на многу мала основа, може да двоцифрено многу звучат, меѓутоа во апсолутен износ, ако сакате можеме да ги искоментираме податоците кои што ви ги споделив од Народната банка. Се работи за изложеност вкупна со крајот на минатата година од 170 милиони евра во 27 друштва, 26-7 друштва на пазарот, а вкупната финансиска изложеност во банкарскиот систем е преку 8 милиони евра. Така, и ја гледам сега ја гледам, да, 8 милиарди од прилика е кај банките кредитирањето, а додека вие ваши финансиските друштва со 2024 е 172 милиони евра. Тоа сведено по просечна изложеност, за чисто да направиме компарација што значи една изложеност на кредитна картичка или потрошувачко салдо на сметка. Тие се просечните изложености. Од 500 до 900 евра е просечната изложеност по клиент во друштво. Буквално на ниво на краткорочен продукт во банка. Краткорочен. Но еве го растот го гледам сега во моментов, значи сте имале раст од 2020 е табелава, значи во 2020 84 милиона било изложеноста во суштина, после тоа расте 24%, 2021, па пораст од 14, па имаме во 23 35 и после имаме пораст само од 8% во 24-та, додека банкарскиот сектор расте 8, 9, 5 и 11. У суштина ве претркува банкарскиот сектор минатата година. На што се должи ова ваквите бројки? Мислам сега ги коментираме, ја ги гледам, веројатно не им се јасни на гледачите што не следат, но гледаме дека ви паѓа растот на финансирањето, учеството ви паѓа. Да. Секако дека една таква динамика со достигнувањето на степенот на регулативата созрева и веќе во насока на новите правила на игра, кои што и самите споменавте дека минатата година се носат, значат многу поконзервативно кредитирање.
по конзервативно кредитирање до степен, како што споменавте, да динамиката на растот на финансирање во финансиските друштва е веќе со помал интензитет од оној со кој што банките финансираат. Сето тоа беше благодарение на сите мерки кои што беа превземени од аспект на регулативата и од аспект на пред се во насока на одговорно кредитирање, во насока на подобро управување со ризикот. Едно, подобро управување за ризикот, значи многу за компанијата, затоа што не се изложувате на ризик кој што материјално после може многу да ве чини, а второ, придобивката кај населението, што не се дозволува презадлужување на населението или да речеме искористеност на нивната платежна и куповна моќ повеќе од оно колку што тие може да сносат. Да, тоа ќе ги избориме процентите, тоа што во моментов што е и бидејќи максимумите што ги гледаме се високи, например, еве, според мене, но кога ќе се направи математиката не се ретко кој се доближува до тие максимуми, но пред да одиме на првата пауза за нашите пријатели на подкастот, сметате ли дека беше добро што државата интервенираше и малце го заузда секторот? Апсолутно. Ние бевме едни од главните носители на промените, затоа што едноставно сакавме да играме по исти правила на игра. Ако веќе вие како компанија сте поставиле за себе одредени правила на игра кои што сметате дека се етички и морални за општеството во кое што действувате, сакаме да има иста игра за сите играчи кои што се во индустријата со крајна цел заштита на граѓаните. Да. Време е за првата пауза за пријателите на подкастов. Се враќаме после нејзе и ќе зборуваме за тоа што е сменето, односно како е сега регулирано и со тоа ќе видиме што може да очекуваат граѓаните и како се заштитени на крајот од денот во целава оваа постапка, бидејќи вие сте рамноправен и законски учесник на пазарот на финансискиот пазар, така што да ги информираме граѓаните за тие детали. Значи останете после паузата со нас, ќе има интересно исто така разговор, дебата. Колку малку треба за една искрена насмевка, за да се случи магијата, за изненадување со супер подарок и за некому да го направиш денот со најубавите вести на светот. Инспирирај се од вкусовите кои не прават посрекни, повесели, подобри. Витаминка. Се враќаме во епизодава, зборуваме со вториот човек на групацијата на небанкарски финансиски друштва и првиот човек на ЮТ Македонија. Зборуваме за тоа што се случуваше во минатото во секторот со така наречените брзи кредити, сега ќе ги употребуваме од сега и па натаму потрошувачки кредити, затоа што се случуваше во минатото и зошто целата оваа индустрија беше на толку лош глас, но сега како што веќе насетувате од првиот дел од разговорот, од првата третина на разговорот, дека веќе се променети правилата на игра и тоа од минатата година, во суштина со законот од 2022 се променети, но се операционализирани за затегнати правилата од минатата година со правилникот што го донесе Министерството за финансии. Ајде сега да одиме со она што треба да го знаат граѓаните. Што е променето првин со овој правилник, што се случува во моментов кај финансиските друштва? Она што е една од најголемите придобивки со правилникот е воведувањето на индекс кој што го одредува максималниот степен на задолженост по клиент. Тоа е под 70%. Што тоа практично значи? Вашите обврски по основ на рати во банките и останатите финансиски чинители, дури ваши обврски за комунали, сите обврски кои што финансиски месечно ги имате, не смеат да надминат повеќе од 70% од вашите месечни приходи. Значи, ја ако имам 1000 евра приходи во месечни, не дека ги имам, туку ако имам, значи се што плаќам, сите обврски што ги имам во текот на месецот на рата, комунали, струја, вода, сето тоа, 70% може 700 евра да бидат, а 300 евра треба да ми останат за живот, односно што се вика да ги имам во џеп во секое време. Максималниот. Значи тоа е во овој момент не може никој да биде задолжен од нас граѓаните над 70%.
во ниедно финансиско друштво, Да, ни во банка, да. мислам тоа е тоа. Да, во банките овој процент е нешто понизок, околу 55% се движи. Така. И сега, например, ја ако сум во банката 55%, веќе сум го искористил можноста, јас кај вас можам да се задолжам уште 15%. 15%. Значи, тоа е тоа, не можам на тоа да одам. Тоа е Порано максимално можеше, сега изnos. веќе не може. Да. И тоа е една од најголемите придобивки кои што ги имаме ние во насока на добро управување со ризиците како финансиска индустрија, меѓутоа и граѓаните од аспект на непрезадолжување. Тоа е една работа, една е најглавна, Така. Тоа е, тоа значи у суштина мора на граѓанинот да му останат пари с 30% за да може да живее во текот на месецот, а да ги подмири сите останати давачки што ги имал, што си ги преземал своеволно, да кажеме, до задолжувањето е своеволно. Своеволно, така. Она што го спомнав со понуда и побарувач. Така со понуда. Сега доаѓаме она што го начнавте вие за идентификацијата, мене ова е болна тема за вашата индустрија. Моите колеги од ИРЛ ја обработија темата со идентификацијата и се откри дека тука криминално дувло има во држава кој што фалсификува лични карти врз основа на тоа може да се измамат граѓаните и да се зимаат вакви потрошувачки кредити, при што се откри веќе, мислам пред неколку месеци нешто веќе МВР веќе ја заврши целата истрага, но доаѓаме до прашањето како може да дојде до вакви проневери, за не ги проверувавте вие, например, тие граѓани дека не се изложени, дека не се тие. Мислам, го зборуваме на ниво на некако ИУТ, туку зборуваме како индустрија, не можевте ли да ги проверите? Што беше проблемот во сето тоа? И што е сменето во овој момент? Да, тоа е втората работа која што веќе кога движам на кај промените кои што ја опфаќа новата регулатива и новиот правилник од минатата година и начинот на идентификација на клиентите во функција на многу поголема сигурност и многу поголема безбедност за нашите и потенцијалните клиенти секако на друштвата. Тоа е начинот на кој што се идентификуваат денес, а тоа е преку електронска шема, регистрирана електронска шема за биометрија, каде што технологија ви помага да потврдите дека сте вие. Кога се идентификувате пред банките, пред финансиските друштва, пред било кој учесник во дејност која што бара идентификација на идентитетот на клиентите или е задолжителна физичка идентификација на клиентите. Значи, тие се два единствени начини на кои што ние можеме да ги идентификуваме денес клиентите. Тоа значи, сега можам или да отидам, например, во филијала, во представништво на некое финансиско друштво лично, или можам да се сликам со лична карта, да ви пратам со лична карта слика на мојата лична карта, податоците и моето лице, да ви пратам и ќе прифатите, но не може ли да се измами вака? Сликањето е стрикно регулирано преку регистрирана шема за електронска идентификација. Значи, постојат на ниво на земја две регистрирани шеми за електронска идентификација, тоа се Евротраст и OneID. Евротраст е европски провайдер на ваква технологија, OneID се локална компанија која што ја обезбедува на исто ниво на сигурност услугата и тие се две дозволени провайдери на обезбедување на потврда на идентитетот. Како оди тоа? Многу ме интересира како оди тоа. Ќе ви објаснам, значи таа апликација на Евротраст или OneID може да е интегрирана во рамките на вашата апликација, како друштво, како банка или како засебна апликација, која што бара од вас да го фотографирате или предате изгледната страна на вашиот документ, да се фотографирате самите вие и да токму таа апликација базирана на технологија потврди дали сте вие, затоа што тој провайдер е поврзан со единствениот регистар на население во републиката и тоа е начинот на кој што потврдува дали таа лична карта соодветствува со податоците во единствениот регистар, а од друга страна проверува вашата физиономија дали сте вие истиот тој кој што стои зад силката на личната карта. Суштина проверува во МВР. Апсолутно, да. Во платформата за интероперабилност. Значи проверува и може и значи има ли шанса да се излаже овој систем? Апсолутно не. Не постои начин затоа што стои висока технологија позади и таа е шема која што е регистрирана и на ниво на земја како сигурен провайдер на обезбедување на потврда на вашиот идентитет, а и на европско
ниво на листата на Trusted сертификат. Така, имаше еден од случаите, тоа е криминалот, тоа што се случуваше со лажна лична карта, се отвараше сметка во банка и вас ви беше доволно и онлайн да го регистрирате, затоа што има сметка во банка. Сметате дека некој на мое име со лажна лична карта, но сметката е раководи криминалецот, отворил на име на Горан Теменугов, сето тоа со лична карта, но некој криминалец ја зима сметката, ја контролира и си ги влече без проблеми парите. Дали може сега и така да се регистрира човек само со, бидејќи се сметаше во тоа време дека ако имате сметка во банка, клиентот е веќе проверен од банката и дека е безбеден, бидејќи сметката Горан Теменугов стои позади. Таа е сметка која што е на Горан Теменугов и Горан Теменугов ќе си ги земе секогаш парите, бидејќи он се задолжува. Но испадна дека не е така, на некој друг ги земал парите. Да, како што на почетокот на емисијата споменавме на кој начин беа злоупотребувани. Сега веќе не може тоа да се направи. Апсолутно постојат само два единствени начини на идентификација на идентитетот, а тоа се регистрирана електронска шема или физичко присуство, и тоа е многу добро, убаво регулирано во правилникот за кредитен ризик, кој што нели е во функција кој што споменавме минатата година. Значи тоа е веќе отстрането, значи таа опасност не може со украден идентитет да некој беа десетини лица со инвалидитети, со попречености беа злоупотребени, на нивно име беа подигнати пари и исчезнато, тоа веќе не може да се случи. Верувајте дека ако е добар фалсификат и ако се појави во друштво, банка или останата компанија со добар фалсификат на документи се базирате на човечки фактор, постои. Така. Постои. Така, значи ако е добар фалсификат кој што сосема е земен и ископиран ликот на тој кој што ја прави злоупотребата, може. Затоа ние велиме, не ја препорачуваме физичката идентификација и затоа што сме бизнис кој што дигитално функционира, исклучиво се залагаме за дигитална проверка на идентитетот, каде што тоа е посигурно според вас. Не постои начин за злоупотреб. Не постои начин да ја измамите технологијата која што е развивана со децении во насока на испорака на она што денес ни го пласира. Колку вие користите, сега зборуваме дека сте финтек друштво, колку вие со користите како ЮТЕ технологија за да се заштитите од измами, но и да работите малце поефикасно во целава работа? Ја користите ли многу технологијата? Комплетно ја користиме. Самата постапка започнува во апликацијата Мајута со идентификација на клиентот. Без разлика дали клиентот е користи наш продукт или продукт од нашата партнерска мрежа, секогаш првично е да се идентификува на електронски начин преку Евротрust. Доколку не помине, тој е прв филтер. Ништо не проверуваме пред да го провериме идентитетот. Доколку го провериме идентитетот, кој што ќе ни покаже дека вие сте вие кој што стоите, преминуваме кон сите останати проверки кои што значат машинско учење, кои што значат проверка на приходи. Да, ќе зборуваме тоа за финтек кој ќе дојдеме во третиот дел, да останеме уште на тоа што е сменето, бидејќи имаме многу важни елементи да ги поминеме. Гледам дека веќе идентификацијата ја поминавме како тема. Спомнавме веќе дека минимум капитал на друштвата не може да биде со позајмени пари и со 100.000 евра да се здружат четворица петмина, да позајмат и да отворат, па после тоа да прават некои математики. Сега колку е минималниот капитал за 0 милиони евра и минималниот капитал на фирмата, меѓутоа зависно како друштвото расте, тој капитал мора во континуитет за да се зголемува, затоа што друштвото може да кредитира до 10 кратен износ од капиталот и резервите. Значи, толку кредитирате во нагорна линија, секако дека вие мора постојано да го зголемувате капиталот. Да. Тоа значи, капитал на пример, е 4 милиони евра заради динамиката која што. Тоа значи дека можете до 40 милиона да кредитирате. Да. Тоа е значи 4 милиона, 10%, значи да, простата математика е таа, мислам сега за да биде појасно. Значи 4 милиона е капиталот, 40%, а 40 милиона можете да пласирате кредити. Окей, добро, тоа е интересно, окей. Сега доаѓаме за трошоците во моментов, што се, бидејќи кога ќе се видат СВТ 66%, дополнителни трошоци 60%, тоа ако се собере тоа е 126%, значи може да се обремени, например, тоа што се сумата што се зема, ако земам 10.000, тоа би можело, например, според овие математики, 220.000 дека ќе треба да платам, што е
вака грубо земено, значи сега ќе ја разложиме математиката, малце многичко што би рекле. Мислам, скапичко. Да. Тоа е така, математика така звучи кога ќе ги помножите процентите на главницата која што се има, меѓутоа не е таква, нели, математиката. Добро, што е, како е регулирано овој дел? Значи, стапката на вкупни трошоци е примарниот трошок кој што може да го наплати друштвото во висина од 67,75 со тоа што тоа е плафонираниот износ на стапка на вкупни трошоци кој што има обврска да биде потпишан во договорот за во преддоговорните информации со клиентите, каде што се обелоденува вкупниот износ на стапката која што клиентот ќе ја врати. Меѓутоа, стапката на вкупни трошоци е комплексна формула која што не е проста математика на главницата со стапката и нели правевме ние некои симулации, да речеме на 10.000 единици, така, дали се денари или евра, тоа е ефективната, реалната, ајде да кажеме, каматна стапка, зашто нели се враќа на остатокот на долгот, доаѓаше отприлика околу 35% некоја реална стапка. 35% и да, и моето прашање беше да ќе се дојдеме и до дополнителните трошоци. И тоа е некој максимален износ, не го водам разговорот во насока дека таа е цена која што е наплаќаат друштвата, Така. туку дека таа е плафонираната цена Така. која што е друштвото може да ја сноси доколку. На онаа симулација што ја правевме беше 35% Да. реалната, Да. значи на 10.000 единици 35%, тоа значи ако се земат 10.000 евра или 10.000 денари, ќе треба да се враќаат 13.500 да речеме и во сето период тоа. од Од една година. Така е, од една година. Сега доаѓаме овие 35 се сепак повеќе од банкарскиот банкарските кредити што ги даваме кај банките. Зошто би одел јас на вакви повисоки стапки каматни, односно повеќе да плаќам наместо да одам во банка каде што ќе добијам помалце? Која е логиката на постоењето и бизнис логиката, бизнис моделот? Апсолутно, сосема е на место прашањето и треба да го почесто разговараме за да клиентите станат свесни што е она што е инпут во таа цена, затоа што за секоја цена која што се оформува има одредени инпути во таа цена. Кај нас е примерно технологијата и дигитализацијата која што влегува како голем инпут и како голем оперативен трошок на цената во која што ја формираме и дополнително е цената на ризикот која што ја сносиме затоа што финансираме комплетно од сопствени средства, од средствата на нашите основачи, а никако не сме заштитени во поглед на обезбедување, затоа што сепак не работиме солемнизирани договори, не подпишуваме колатерали за изложеностите, буквално е необезбедена изложеност која што единствено се базира на добра проценка на ризикот. Во суштина, јас со ништо не гарантирам. Тие пари јас што ќе ги земам, немам ништо, не можете да дојдете куќа да ми земете, сме подпишале, туку ќе ме гоните, ако не ги плаќам редовно, за да ви ги вратам парите, и ако ја успевам да сервисирам, вие не можете да ми, не сум гарантирал со ништо и може мимото да си го префрлам на тие што не должат и јас да бидам, што се вика, гол како пиштол и да ме гоните, само парите да ги вратите. Апсолутно, тоа е цената на ризикот кој што ја абсорбираме во цената на Значи тоа е разлика помеѓу банките. У суштина јас што да земам каков потрошувач, имам обезбеден и необезбедено, ама различни се каматите, но во суштина ја плаќам цената што со ништо не гарантирам освен со моите примања. Тоа е секундарно, како што кажав, примерно го плаќате вашето време, комфорт и начинот на кој што ви пружаме одредено корисничко искуство за да стигнете до тие средства. Замислете, Горан, да треба да имате одредена потреба од финансиски средства. Просечно време во една традиционална банка за еден потрошувачки кредит, колку трае, може би сте имали искуство, да не нафрлам денови и недели, меѓутоа сепак се работи за документација која што треба да ја обезбедите, да ја приложите, треба да се изложите кај вашиот работодавец за да ги земете одредени потврди за вработеност, имате ним 2 образци, па да ги приложите, па да физички ги однесете во одредена филијала и тоа трае. Имате кредитни комитети и така натаму кои што одлучуваат за изложеностите. Овде е на комплетно автоматизиран начин одлучувањето и немате потреба да се изложувате ниту кај вашиот работодавец, нити да временски и материјално губите средства и пари за да стигнете до одредениот износ и тоа време кое што се скратува и тој комфорт кој што го имате да не изложувате вашата приватност
него средствата ги обезбедувате во текот на истиот ден, е тоа што е нешто што ви пружа дополнително корисничко искуство и она што го викаме ние клиентски ориентиран пристап. Така. Сега, ќе се вратиме на како се одобрува, мене ми е многу интересен ќе тој го дел. покрием. Рековме тоа е финтекот, интересно е. Затоа ве замолувам да не следите ако ве интересира такво нешто, бидејќи тоа е многу интересно како се одобруваат овие брзи потрошувачки кредити. Еве, ќе се поправам, но останува не ги чепнавме СВТ-то, го чепнавме 66-67%, но и исто така машала дополнителни трошоци од 60%. Што се вика, голем колку нели ги собиравме и дојдовме до некоја бројка. Што значат овие дополнителни трошоци? Дали ова го оптоварува барателот на потрошувачки кредити кај вас со дополнителни пари што ги не е оптоварен на пример во банкарскиот или во банкарскиот сектор? Друштвата имаат право да наплатат дополнителни трошоци кои што ќе произлезат од во нашиот случај сносувањето на дополнителен ризик, односно неисполнување на обврските на клиентот поврзан со редовно сервисирање на долгот. И во тој случај, затоа што ние се изложуваме на дополнителни трошоци во делот на дополнително преговарање, наплата со клиентите кои што веќе до одреден степен го сервисирале долгот. Тоа се цели сектори за наплата кои што ги имаме во рамките на компанијата. Само И да тоа не е ми нешто што може да предизвика дополнителен трошок по основ на Но кредитот. ако јас редовно плаќам, нема да ми влезат овие Не, дополнителни не, трошоци. апсолутно. Значи ова се активира Апсолутно. ако почнам да киксирам со плаќањето. Да. И сите тие трошоци мора вие да бидете свесни во моментот на подпишување на кредитот, кои трошоци на што се аплицираат. И тука посветуваме многу големо внимание на едукација на клиентите, зашто едно е дигитализацијата и онлайн одобрувањето преку апликација на самата изложеност, меѓутоа во секој еден момент ние инсистираме да имаме човечка интеракција и затоа и ги чуваме филијалите. Вие знаете дека нашиот бизнис може комплетно да функционира дигитално. Меѓутоа имаме структура од 90 луѓе кои што значат дополнителна поддршка во целиот тој процес, дали е директно вклучен на комуникација со клиентот или поддршка, затоа што сепак степенот на дигитализација во земјата ние за жал се уште низок и степенот на финансиска писменост има многу голем простор да се подобри. Ова е 60% сега се воведе со правилникот, се ограничи дека може да бидат се трошоците. Со законот во 22-та, не со со законот, правилникот. мислам дека имаше и една мала утка во едно време која 55 беше договорната камата со законот за облигации, па го сменија не сакајки на 60% едни пратениците од минатиот состав, кај што ги оптоварија граѓаните со дополнителни 5% поени со договорната камата, ама сака да зауздаат тоа, но го направија таа утка. Не, тоа е поврзано со законот за затезна камата и не е Каматите, поврзано со така, не е со дополнителните трошоци но кои што се регулирани во законот за финансиски друштва. Сака нешто да направат, да ограничат, па некако подутна, но доаѓаме до вторната третина, ќе завршиме со уште едно прашање. Веќе не може да се рефинансира кај исто финансиско друштво стариот долг. Тоа беше у суштина да се заштитат граѓаните, за да не се оноа што се вика да ги правите зависни од одредено финансиско друштво, цело време да бидат таму и да не можат да мрднат од таму. Апсолутно не постои начин за рефинансирање на изложеност која што веќе дефолтира. Така, значи, ако јас, например, сакам да рефинансирам кај вас, ќе треба да одам во друго финансиско друштво, да земам пари, за да се рефинансира и да преминам во друго финансиско друштво. Меѓутоа, се помалку се кредитоспособни клиенти кои што веќе еднаш стигнале до статус на неподобни клиенти, клиенти кои што се презложени, него се сервисираат долгот, веќе не се подобни нити за останатите финансиски друштва, нити за банките. Има едно, јас со извршители комуницирам многу често, велат дека многу често одредена група на граѓани се појавуваат како неплаќачи на повеќе сервиси, на услуги и сето тоа. Многу малце имаат прилив на нови неплаќачи, што се вика дисциплината е зголемена кај граѓаните, финансиската дисциплина, но вртат, некогаш не плаќаат струја, некогаш не плаќаат телефон, некогаш не плаќаат, им се појавуваат, ама тоа е една иста група, например 100-200 луѓе, кои што цело време им се по разни основи им се вртат во канцеларијата како должници. Го имате ли вие во вашиот сектор тоа, би се појавува ли да така? Ние на ниво на индустрија дури правевме некои истражувања во однос на, да речеме,
вкупната презадолженост, тоа верувате дека е навистина мала група на под 9% се на лимитот на 70% на изложеност. Оние 70% на задолженост коефициент, под 9% од граѓаните зборуваме за 700.000 вработени и уште колку 200.000 Они се доближуваат до таа 70%, значи. Се блиску до таа на степена на презадолженост. И тоа го викаме, ние кога е кај нас 70%, викаме дека е веќе презадолжен. Презадолжен. Добро, време е за втората пауза за нашите пријатели. Се враќаме со на што мене исто така многу ме интересира, што е тоа финтек индустрија, но исто така кои се правата на клиентите во ваквите друштва, исто така како се одобруваат самите кредити, бидејќи не е тоа така едноставно, и исто така ќе зборуваме за нешто што мене ми нема прилична логика, а тоа е дека има потрошувачки кредити со 0% камата. Не знам на што тоа се должи, но ќе ни објаснат во третата третина. Останете со нас. Колку малку треба за една искрена насмевка, за да се случи магијата, за изненадување со супер подарок и за некому да го направиш денот со најубавите вести на светот. Инспирирај се од вкусовите кои не прават посрекни, повесели, подобри. Витаминка. Се враќаме во третата третина од подкастот. Од оваа епизода гостинка ни е Билјана Мишич, која ја представува како втор човек групацијата на небанкарски финансиски друштва, но исто така и прв човек на ЮТ Македонија, која што ни одговори за многу работи во секторот, како беше пред 2022, но и уште повеќе како беше до лани јуни, кога стапи на сила правилникот што ја регулира оваа дејност, како е сега, што треба да се знае, дека како може да се подигнат парите, како да се аплицира, но и како се заштитени граѓаните со изложеноста кон овие финансиски друштва. Но доаѓаме до сега до онаа тема што јас лично многу ме интересира, тоа финтек, тоа е нешто што е актуелно на запад веројатно со децении веќе може да кажеме, кај нас некако еве вие сте као до ЮТ Македонија единствената вистинска која што се заснова на технологија и ви рековте вие можете да функционирате потполно дигитално, да немате човечки фактор кој што ќе одлучува, ќе одобрува и да ја брка работата, освен неколку мина што би биле. Ајде првина да објасниме што е финтек и зошто е тоа значајно и зошто е светски тренд. Од моментот каде што сите наши услуги ги нудиме преку една единствена апликација, тој ни е главен канал за комуникација со клиентите, иако имаме пристап на умни канали кои што се секако ставени во функција од телефонска поддршка, мејл поддршка, филијали кои што ги имаме низ целата земја, меѓутоа примарен канал е апликацијата за да сето тоа нели биде спроведено на еден дигитален и сигурен начин. Започнува целиот процес од моментот на апликација со вашата идентификација која што во многу наврати ја споменавме, каде што го проверуваме нели вашиот идентитет и потоа следува ред на други проверки во насока на проценка на кредитниот ризик, односно проценка на ризичниот профил на клиентот. Сега тоа ова е што мене ме интересира и што побарав да ми направите и ќе го направиме тоа. Сакам да видам како би ме проценил, ќе ме процените вие како ЮТ Македонија, како правите, односно кој прави таа проценка? И како се прави, што кои елементи и кој ја прави? Ние во самата апликација бараме првично согласност од нас да ја направиме нели таа проценка, кликате, вие сте согласни да ги провериме вашите параметри. Системот во делови од минута дури може и многу да е, секунди се во прашање, кога ние како компанија сме поврзани со екстерни надворешни бази на податоци кои што пружат информација за вашите обврски и за вашите приходи, за вашата вработеност. Во кредитно биро, УЈП за моите приходи, например, сте поврзани веројатно за автоматски да ме чешлат. Преку кредитното биро користиме сите тие услуги кои што ни даваат комплетна слика за вашите финансиски обврски и приходи. И во делови од секунда ние точно можеме да го
пресметаме како еден параметар онај степен на задолженост, односно Дали сум вашите до 70 или сум така, под 70? Ако сум над 70 не над влегувам во... 70 веќе автоматски влегувате во одбиени клиенти за одреденото барање на изложеност, односно можеме да ви предложиме помал износ кој што влегува во рамките на вашата во рамките на вашата изложеност, во рамките на вашата кредитоспособност. Во делови од секунда се проверуваат уште 60 други параметри по принципот на машинско учење, зависно од вашата возраст, зависно од вашиот работодавец, зависно од демографијата, од 60 на такви фактори кои што ги системот класифицира на сличните како вас клиенти. Нивниот перформанс историски, вашиот перформанс кој што сте го имали историски во однос на сервисирање на долговите, ве класифицира во одредена група која што сегментира 5 нивоа на ризици, од многу висок до многу нисок. И зависно од степенот на ризик, ви се определува максимална изложеност и рок кој што може точно вие да го сносите. Значи, ние ве ставаме во група на луѓе, ние унифицираме понудата, туку даваме персонализирана понуда, ние системот. Тоа е вештачка интелигенција во суштина. Апсолутно. Вештачка интелигенција во комбинација со машинско учење, во комбинација со наука базирана на податоци. И у суштина ме одредува да персонализирано колку можам да добијам пари од вас, на колку временски период, по која каматна стапка, веројатно е унифицирана е тие 35% што ги зборуваме, или можеби и да варира во не знам како го одредувате временски и сето тоа. Значи лично добијам некоја машина, некоја вештачка интелигенција ме одредува мене. Не е тоа некој Петко Станко Митрес да рече добар е, не е добар, туку го знам, добар е, ќе ги врати парите, туку некоја машина, односно некоја вештачка интелигенција. Апсолутно, вештачка интелигенција е позади системот на одлучување и во насока на управување на ризикот. И токму тоа, како резултира, само еден параметар ќе ви споменам, од аспект на точноста и прецизноста со која што работи вештачката интелигенција и не доведува нас до степен на перформанс, на редовност на сервисирање на долговите од 97% со крај на март. 97% од целата клиентска база ги сервисира своите обврски, ратите до 30 дена. Само 3% се извинувам, 3% не. Тие не може да плата. Сега едно прашање што мене ми остана да лебди во воздухот. Сега зборуваме од масата преземена или од издадените кредитни партии се 3%, а 97 вратени, или од например 40 милиона евра ако сте кредитирале, 97% од 40 милиона не се вратени, а 3% од 40 не се вратени. Се работи од клиентската база, значи од 100 клиенти, 97 клиенти редовно си го сервисираат обврска. Тројца не. Тројца не, со просечна изложеност, се каже, просечната изложеност околу 900 евра. 900 евра. Значи тоа е само на секој 100 клиенти, тројца не ја враќаат, не можат да вратат. Не успеваат да вратат до 50 дена. Значи зборувам за многу поконзервативна методологија која што имаме, дури и поконзервативна од банките, затоа што ние на 50-тиот ден го раскинуваме договорот. И тогаш почнува, што правите кога ќе го раскинете после 50-тиот ден договорот? Што стапа? Рековме дека дополнителните трошоци стапуваат на сила, овие 60 и сега завршуваат веројатно на извршител. Што правите или не завршуваат на извршител? Ајде да видиме со граѓаните со оние 3% што не враќаат. Што се случува со нив? Имаме наш сектор за наплата во рамките на самата организација. А Русевски го имате ангажирано? Така наплаќате или како? Имаме наплата која што се води од принципите на клиентска поддршка и добро клиентско искуство, кој што и од почеток го имаме, уште во фазата на обезбедување на изложеноста. Се работи за преговори со клиентите. Првично, нормално мораме да ја разбереме суштината на проблемот, од каде произлегла. Може би се работи за губење на работно место во некој меѓу период, каде што секако дека сме многу флексибилни и пружаме начин и динамика на отплата како што одговара на клиентот. Сепак сме тука за да излеземе во пресред, да го ја чуеме другата страна, затоа е многу важен тој човечки фактор. Не одиме во принцип на давање на извршител од старт, затоа што секогаш има индивидуална
причина зашто е тоа случајно. Кај нас 65% од кредитните изложености се осигурани кај нашиот брокер, значи UTSafe е брокер преку кој што ги осигураме кредитите на клиентите, со цел да им се помогне во случај да изгубат работа заради болест, се случува, нели? Во тој случај осигурителната компанија го покрива долгот и во тој случај апсолутно сме покриени и ние како компанија и клиентот и неговата фамилија. Тоа е многу добро, затоа што сепак дури и тие 3% се на некој начин заштитени да доколку дојде до понатамошен проблем во сервисирањето на дури и раскинатиот договор, имаме начин на... И сега се осигурал, например, тоа се плаќа некоја премиичка, ако редовно си врати сите што се осигурани, тоа оди на контото заработувачката е у суштина кај осигурителната компанија, но ако дојде до несакано, се разболи, изгуби работа, не дај Боже почине нешто, сето тоа, значи тоа и должи, например, 10.000 единици, 10.000 евра или 10.000 денари, осигурувањето ќе ги покрие тие пари и нема да паднат на товар на семејството, односно и на тој што должи. Да, и дури разликата од сервисирањето на долгот и остатокот го добива фамилијата како осигуран износ на кој што... Не го кажувај това, нека им текне некој други работи да не... Нема да ќе скокнеме со појаснување натаму, затоа што одма не мислам. Високо индустрија и осигурувањето, така што ни... Мене одма ми текна некои работи, ве молам, одма ќе најдат македонска работа ќе се најде начин како на добро, Gypsy Magic, ако се сеќавате на филмот, ако сте го гледале, имаше со тоа осигурањето да наплаќањето. Добро, во ред, да не одиме натаму во длабокото што се вика. Океј, значи на тој начин се регулира целата работа, значи у суштина позади одобрувањето стои машина, вештачка интелигенција која што одобрува и затоа само 3% од клиентите не го враќаат. Поредите 3% е буквално на ниво на банкарска индустрија, 2,67 е последниот податок кој што го знам за банкарската индустрија во однос на неперформирачки обврски. И се интересно е, рековте во еден момент, овде нема депозити на граѓани, не се загрозени кога вие финансирате депозитите, овие 3% не се загрозени ничии пари, освен на основачот, на инвеститорот, кој што рековме странска компанија. Што доаѓаме до логиката, дали се рамноправни вашиот бизнис, например, со банкарскиот? Во овој момент, бидејќи спомнавте дека има еден проблем кај што вие сте даночени, банкарскиот сектор не е даночен, например, дали очекувате да се смени сето тоа? Да, ние во неколку пати на неколку иницијативи веќе го дискутираме како прашање. Резервациите кај нас е даночно непризнат расход, за разлика од банкарската индустрија. И колку повеќе сме конзервативни насочени да одвојуваме резервации за финансиското здравје на компанијата во случај на неперформирачки кредити, дотолку повеќе сме финансиски оштетени со данокот кој што го плаќаме. Меѓутоа и во тек ние дискусијата со Министерството за финансии во поглед на оваа тема и очекуваме дека ќе... Да објасниме зашто станува збор, значи одредени кредити мора да се одвојат резервирани. Одредени сите. Ние од првиот момент на исплата на кредитот, од првиот момент, зависно од ризичниот профил на клиентот, од првиот момент почнуваме да одвојуваме резервации, кој што нормално ако расте обврската во поглед на денови, дотолку повеќе се зголемуваат резервацијата. Сега на тоа вие плаќате 10%, мислам дека плаќате, а додека банките на тие резервации не плаќаат. Не им се во даночната основа, односно им се даночно признат. Тоа е голем проблем голем проблем ви представува тоа финансиски? Да, како растеме, секако дека материјално го чувствуваме се повеќе. Се повеќе. Да. Значи тоа добро, ова е интересно прашање што може до Министерката за финансии да се постави. Објасниве како се одобрува, мене многу ми беше интересно одобрувањето, машинското одобрување, односно вештачката интелигенција. Баш би сакал да видам како ќе ме рангираат мене кога ќе се отвори тие сите бази што јас знам дека постојат, но никогаш не сум свесен дека тоа може да се вмрежи и да биде функционално. Штото што државата така не ги мрежува сите работи, па веројатно ќе одбегневме многу голем дел од корупцијата во државава. Но еве, тоа може да се
научи. поздравуваме платформата за интероперабилност која што се отвара веќе за сите нас. И она што ние го користиме преку Македонското кредитно биро, сега веќе е отворена и за банките и за финансиските друштва. Националната платформа за Да. интеропа отворена и за вас. Да. Бидејќи јас бев на настанот кај министерот, државни институции не ја користат, меѓу кои што и Министерството за економија, за да стави кои имаат лиценци, кои немаат, што би било со еден клик проверка било на кој инспектор во каде во држава да може да провери. Апсолутно, Само значи, транспорт ги има, ги многу користи. мерки се превземани во Министерството за дигитална трансформација и ги поздравуваме сите тие иницијативи кои што произлегуваат да таа платформа се умасови и почнат сите да ја користат, зашто во сечи интерес да ги проверуваме сите овие работи кои што ви ги спомнав, кои што ние ги проверуваме, меѓутоа треба да ги проверуваме сите повторно во насока на добро управување со ризикот и одговорно кредитирање. Интересно, дали другите финансиски друштва користат се приклучени? Започнуваме да користиме сите, веќе имаме активна комуникација со Министерството преку комората, каде што веќе ги отвараме овие дискусии. Еден од мотивите зошто вас ве Да. викнав, а не го викнав председателот, првиот човек значи на групацијата, беше дека доаѓате од вистинска финтек компанија, фирма. Дали има на повидок другите да бидат финтек, значи или ќе бидат се уште со голем број на филијали, се уште со човечки фактор, со можност за полоши проценки засновани на човечки фактор кои што можат да варираат буквално и од таа како спиел проценувачот вечерта, па утренето може да има добар или лош ден и да одреди можеби не пропорционално нешто. Дали другите влегуваат во овој? Се повеќе и повеќе, затоа што ако ние до вчера сме били единственото друштво со сопствена мобилна апликација, веќе не сме единственото друштво. Ако ние сме били единственото друштво со дигитална идентификација со дигитална идентификација на идентитетот, веќе не сме единственото друштво. Ако ние сме биле исто така во насока на проверка на обврските и приходите платформи кои што сме ги користеле, повторно веќе не сме единственото друштво. Така што веќе сите го завземаат чекорот, што од аспект на технологија, што од аспект на регулатива, меѓутоа ве уверувам дека се движат во таа насока и останатите кои што сериозно пристапуваат и кои што имаат намера долги години да останат на пазарот, затоа што со самото воведување и на новата и движењето на технологијата и движењето на регулативата, 8 лиценци веќе повлекоа друштва кои што не беа подготвени да се усогласат со новите барања и очекувања. Тоа е, значи, сега колку функционирате на пазарот? 26. 26, а 8.34 бевте и во суштина 8 не може да се прилагодат, но вие се стриктни стандарди што ги постави Министерството за финансии. Добро, интересна е бројкава. Но, ајде, сега доаѓаме при крајот на подкастов, неколку брзи прашања, неколку брзи одговори. Она што исто така мене ми е многу интересно. Нула камата. Да, знаевте што ме интересира, бидејќи некако не, значи кога ќе ми кажат нешто дека е нула или е што се вика, србите би рекле превара или лага или некоја логика што јас нема, економска логика што јас не можам на прва да ја видам, еве објаснете ми како може да има потрошувачки кредит со нула камата да плаќам и сето тоа. Да. Кој е бизнес моделот? Тоа ме работи интересира. за глобален тренд кој што го донесовме на македонскиот пазар, buy now pay later. Купи сега, плати подоцна. Модел кој што функционира буквално во светски рамки. Во Македонија пионерски и револуционерно го донесовме за прв пат, како Јута. Се работи за интеграција на решение со партнерски мрежи. Преку 800 партнери имаме во моментот, преку 1000 продавници се интегрирани онлайн и физички на решението Купи сега, плати подоцна, каде што имате простор да го поделите трошокот на неколку рати, 4 до 6 типично рати го поделуваат трошокот едноставно со симплифицирано делење на износот кој што го плаќате за доброто кој што го купувате на бројот на рати. Купам телефонот до 8000 единици, 8000 денари телефонот и сакам да го плаќам на 4 рати по 2000 и тоа е тоа. Кошта 8, плаќам по 2, вкупно е 8 и ништо немам ни 8001 денар, ни 8020 или 9000 кои ќе ги разложам да ми биде ратата еве на 4 по 2100, по 2200,
плаќам 8 цената, 8 добијам. Буквално е така. Кој заработува? Која е логиката? Да, логиката тука е во придобивката на бизнисот кој што го има од овој модел, што значи ова за бизнисот? За бизнисот значи брза ликвидност, зашто средствата ги плаќаме во истиот момент ние во име на клиентот. Клиентот обврската јасно си кон нас, ризикот секако дека го превземаме ние. Просечната вредност на купувањето се зголемува преку овој модел и на никој начин со самото тоа што се зголемува куповната моќ на купувачот, трговецот може да продади повеќе. Така, трговецот добива кешарица, Така. значи кога ќе добие сите 8 ги добива во моментот, вие ги добивате на 4 рати по 2000 денари. Така е. Но што И за добивате вие таа за тамте придобивка- добивате? И за таа придобивка која што ја обезбедуваме за трговецот, трговецот плаќа кон нас одредена договорна провизија, исто како што, за да ви направиме аналогија, исто како што плаќа за посттерминалот провизија на банката или за e-commerce платформата исто така на банката. Значи, у суштина, трговецот од оние 8000 денари што ги добива, одвојува, например, 50-100 денари, 100 денари, ви ги дава вас и него у суштина го продава реално 7900 денари, Така е. 100 завршуваат кај вас, он Да. добива 7900 денари веднаш, Да. а ние како граѓани вам ви даваме 8000 денари. Да. И чисто само да ви кажам колку тој модел е умасовен, значи само во текот на минатата година во македонската економија само нашата компанија би рискала преку 8 милиони евра во македонските трговци, а моделот купи сега плати подоцна, го пробали и се увериле во нулата преку 12.000 клиенти. Добро, јас сум скептик, така што мене веројатно ќе ми Ке- треба ке- уште многу долго време ќе тоа да го пробаме, ќе го сварам, пробаме. да го сварам. Јас сум прилично скептик за вакви. Што ми е нешто нула или нешто што ми е бесплатно, ја веднаш бегам бидејќи некаде ќе мора да го платам сметката, цехот некаде мора да ми излезе. Оп, извиди, ова треба да го направиш. Да, добро. Значи нулата ја објаснивме, се надевам дека им е јасна сега на сите што не гледат, бидејќи мене не ми беше јасно, па сега дефинитивно е појасно. И сега доаѓаме до нешто што ајде, малку ЕПП ќе ви направиме. Вие сте една од ретките компании, мислам втора во државава што како фирма имате кредит Е рейтинг. Да. Што значи тоа? Ајде да објасниме, бидејќи е интересно за другите компании дали треба да се стремат нешто вакво да добијат. Да. Кредитен рейтинг, кредитниот рейтинг го добивме од Fitch Ratings, една од топ 3 најреномирани рейтинг агенции. Го добивме на ниво на цела групација. Што значи кредитниот рейтинг? Кредитниот рейтинг пред се највеќе значи за инвеститорите. Како инвеститорите треба да гледаат на начинот на управување со ризикот во компанијата, начин на кој што ние како компанија управуваме со ризикот. Fitch, оценувајќи не со позитивен аутлук во делот на високата експертиза во дигитализацијата и начинот на кој што управуваме со ризиците, го добивме иницијалниот позитивен рейтинг, кој што го обезбедува и го обновува еднаш годишно, така што првичниот рейтинг го добивме минатата година и очекуваме секако Тоа е да Б-. B-. Така. Првиот почетен рейтинг е B-, а плафонот на рейтингот може да биде плафонот на земјата. Тоа мислам дека е ББ минуси Плюс. во моментов е или плюс е. Да. Не сум сигурен, мислам дека е минус, али треба да проверам. Да, ББ може, значи вие можете една скала плюс да добиете и уште една скала после во ББ да бидете, значи да биде на сите што не следат рангирањето е Б, ББ и ББ, Б3Б, значи тоа е во рангирањето од Б е најниско, 3Б е највисоко во рамките на Б и после се пременува во А и 3А, кај што се земји веќе кои што се тоа се и враќаат. сериозни, да, например, многу малци има, мислам има банки и институции и пред се државни обврзници, мислам и држави има 3А, тоа се веќе високо безбедни и да, и високо безбедни кај што стојат сериозни пари во позадина. Значи тоа е за кредитниот рейтинг, нешто дали испуштивме, дали треба да ги информираме граѓаните што може да очекуваат од вас. Значи сега се високо регулирани правилата на игра, треба да бидат запознаени и се запознаени, ги запознавате во финтек индустријата, позади стојат вештачка интелигенција, одлучуваат место човечкиот фактор и не може на пример да се јави некој ало и да каже ај пушти ми паричка и добар сум, убав сум и сето тоа, но останува уште еден податок што мислам дека треба да го споменеме, бидејќи јас дефинитивно ќе дојдам кај вас да ме оцените, бас сакам да ви
видам машината како ќе ме рангира, но колку од 10 граѓани што аплицираат, колку добиваат одобрени? Да, тука сме доста конзервативни. 4 од 10. Значи само 40% од се одобрени од апликациите, 40%. Да, баш така. 60% отпаѓаат. Да, токму заради критериумите кои што кај нас, верувајте дека ние не почувствувавме разлика, тоа здравоста и тоа стабилноста која што веќе ја години наназад носиме, тоа што кај нас не се почувствува разлика во однос на донесувањето на правилникот. Од секогаш било 4%. Да, дури овие 70% се превисоки. Значи ние бевме далеко под 70% на ниво на задолженост во однос на приходите и обврски. Колку ќе се вратиме, колку дозволувате максимум да бидат изложени кога ќе дојдат кај вас? Рековме банкарскиот сектор до 55, да. Но и они оставаат луфтане ретко кога 55. До колку дозволувате да бидат изложени? Не повеќе од 60%. Не 60%. Да. Значи ако сум ја во банка 55, кај вас можем уште 5% да се задолжам, значи ратичката да ми биде тие 5% и не можем повеќе да отидам. Верувајте дека веќе клиентите ја одбираат финтек индустријата не затоа што не се подобни за да користат продукти во банка. Токму заради тоа што преференциите на клиентите се менуваат со текот на времето. Времето многу повеќе ви значи. Активен е животот, брзина, динамика, преференции, очекувања и согласно тоа веќе и дигитално сме многу и пописмени, сите гледаме да било која обврска која што имаме ја завршиме од комоцијата на нашата фотелја. Така? И во таа насока се повеќе ќе се и банките дигитализираат, притисокот ќе го направат граѓаните и кај банките, а се повеќе ќе се развива и финтек индустријата. А од друга страна сакав исто само да се заблагодарам и да оддадеме признание на сите напори кои што ги прават трите министерства во насока на дорегулирање на индустријата од аспект на регулација, она што е нормално кај нашиот регулатор Министерството за финансии, кој што благодарение на правилникот исправи многу работи. Благодарност до Министерството за внатрешни работи кој што веќе за активности кои што од наша страна биле инициирани пред 2022 година и благодарение на вас, новинарите, сега веќе гледаме исход од сите тие историски активности кои што нас не ставале во на лош глас лошиот кош. И трета работа, Министерството за дигитализација, кој што веќе неколку пати го споменавме, кој што и како ги интензивира активностите, кои што и нас ни помагаат како компании кои што функционираме во оваа земја да светските трендови кои што ги имаме, веќе имаме и локална рамка како да ги спроведеме. Да, дел од овие министри што ги спомнавте, се надевам дека до крајот на оваа сезона ќе бидат дел од подкастот, веќе начелно ги договарам, така што ќе зборуваме за овие елементи бидејќи се е поврзано со бизнисот. Да, и услугите што ги добиваат граѓаните преку дигиталните платформи се во интерес на граѓаните и на бизнисот, така што ќе имаме простор да зборуваме и во некоја друга прилика. Мене ми останува да ви се заблагодарам што бевте дел од овој подкаст. Многу ви благодарам. Се гледаме, секој е добро. Тоа беше се надевам дека бевме интересни. Знам дека ќе имате поделени мислења околу темава. Знам дека секој има свое мислење, свое искуство, но ви препорачувам да ја погледнете трезвено за да знаете кои се предизвиците, но кои се и предностите, односно да знаете на што сте, бидејќи секогаш кога се задолжуваме, треба да знаеме на што сме и каде тераме и колку можеме тоа да го направиме. И добро е што разговараме за вакви теми и ги отвараме за да бидеме информирани. Секој е добро, се гледаме во наредната епизода.